почитуван подпредседател, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик на председател на владата на Република Македонија. Господине Николовски, употребивте неколку термини: пукање во празно, неодговорно, антидржавно однесување, лицемерие. Ви благодарам на овие зборови. Подобра квалификација за работата на оваа влада не може никој од опозиционерите да даде, вие дадовте. Ви благодарам уште еднаш. Да се вратиме на интерпелацијата на господинот Димитров. Најдобро решение во старт, неотповиклива оставка, сега и веднаш. И тоа е единствено достоинствено решение. Целокупната кариера на господинот Димитров е содржана во една единствена реченица: богатство и слава на грбот на македонскиот народ. Уште еднаш да повторам: богатство и слава на грбот на македонскиот народ. Најважниот момент е секако крајниот резултат, почитувани колеги. Во овој случај крајниот резултат од работењето на господинот Димитров е бенефит за него, за неговото семејство и понижување во недоглед за македонците. Лагите кои што сега имаат нов термин fake news, ветувањата, уверувањата за подобра иднина, за на крај исклучително лоша сегашност и предизвик за опстанок на нацијата. 20 години на грбот на народот, предизвикувајќи одземање на достоинството на секој оној кој што си ја сака својата татковина, без разлика дали живее овде или во странство. Секој еден македонец е покажан сега со прст. Еве ги оние кои што се откажаа од своето вековно име. Подсмевање кон нас, подсмевање кон секој оној кој што е патриот и родолюб. Владеењето на господинот Димитров е следно: бетонирање на позициите на другите држави и одбрана на нивните интереси, а не на македонските национални интереси. Она што е најстрашно како крајен резултат е поделеноста. Не постои во историјата на македонскиот народ поголема поделеност од ова што го имаме овде денеска. Дозволете само неколку збора за јазикот македонски. И сега, и пред 80 години, и пред 180 години се зборувало на македонски јазик. Јас прочитав во автобиографијата на господинот Димитров дека неговиот родител, исто како и мојот, е по потекло од Егејска Македонија. На кој јазик се зборува таму? Слоганот при инаугурацијата на американскиот председател беше "Обединета Америка". Овде имаме "Разединета Македонија". Тоа е резултат на делувањето на господинот Димитров и неговите ментори од Социјалдемократскиот сојуз. На крајот, ќе завршам, почитуван подпредседател, постојат два вида на македонци: вистински и лажни. Ви благодарам. Контрреплика, пратеник Отилија Николовски.